За Борче Марковски, почесниот белоруски конзул и собственик на Марковски компани, многу се пишува, малку се знае. Радио Слободна Европа чукна на вратата на неговата фирма, која се наоѓа во центарот на Битола, за одговори. Но одговорот беше не е тука. Истражувајќи за него, дојдовме до информации од 2015 и 2016 година, во кои како негови соработници се истакнуваат 3 белоруски фирми кои сега се под санкции на САД, а во одреден период и од Европската унија. Токму тогаш, во 2016 година, поради добрата економска соработка со Марковски компани, Белорусија го прогласила за почесен конзул. Марковски компани за последниве 5 години е најголем тендераж според цената на чинење на јавните набавки, кој му ги дава најчесто ЕСМ и тоа за ископ на јаглен, со негова, но и машинерија на подизведувачи кои ги ангажираше Марковски. Но Борче Марковски има фирми и во Белград. Хаза изградба. Таму е редовен добитник на тендери во јавното претпријатие за шуми на Србија. Во последните 3 години добил 14 тендери за изградба на шумски патишта, со вкупна вредност од околу 3 милиони евра. Директор таму додека ги зема тендерите е Игор Брауновиќ, познат по медиумското појавување со јакна на која беше испишана буквата З, символ на руската инвазија на Украина. Тој е поранешен зет за сестра и на српскиот министер за внатрешни Дачиќ. Радио Слободна Европа дознава дека македонската финансиска полиција истражува тендер на Марковски компани од РЕК Битола, склучен во 4 очи на крајот на 2021 година, кој тежел речиси 19 милиони евра. Подпис на тендерот ставил поранешниот директор на РЕК Битола Пеце Матевски, кој е во притвор за друга истрага поврзана со јавните набавки. Марковски се поврзува и со фирми на семејството на поранешниот премиер Зоран Заев преку подизведувачите на тендерите во РЕК Битола. Марковски има уште една фирма во Битола, во која бизнис партнер му е поранешен директор во царината на Србија. Радио Слободна Европа не успеа да го најде ниту во конзулатот во центарот на Скопје, во стан кој е негова сопственост.